Поштовани гледачи, добро дојдовте во дневникот на телеканал 1. На почетокот најава на делот содржините. Климатските промени фактор на земјоделското производство. Агрономите со совети за заштита на родот. Успешно заврши 19-тата вардарска регата. 30 гемиџи поминаа над 100 километри и стигнаа до Гевгелија. Поголемиот домашен и меѓународен успех, златната петорка на Тринчовски наскоро и на ТВ екраните. Специјалниот представник на Обединетите нации во разговорите меѓу Македонија и Грција Метју Нимиц денеска попладне ке се сретне со претседателот на Република Македонија Ѓорге Иванов, соопшти кабинетот на претседателот. Нимиц, кој ќе престојува во Македонија до вторник, ке има разговори со македонскиот државен врв за можностите за решавање на спорот за името. Доаѓа на покана на македонската влада со цел да се дискутира за начините за постигнување напредок во разговорите со посредство на Обединетите нации за изнаоѓање заеднички прифатливо решение за прашањето за името, информираше прес-службата на Обединети нации. Во соопштението се додава дека на покана на владата на Грција предвидено е Нимиц да замине за Атина. Специјалниот представник на Обединетите нации во разговорите меѓу Македонија и Грција последен пат ги посети двете земји на крајот на јули 2014 година. Основниот суд Скопје 1 денеска соопшти дека Кривичниот совет донел решение за предлогот на јавното обвинителство за гонење кривични дела поврзани и кои произлегуваат од незаконското следење на комуникациите од петокот, со кои се бараше определување мерки за обезбедување присуство и мерки за препазливост за предметите во јавноста познати како таргет и тврдина. Кривичниот совет при Основниот суд Скопје 1 по разгледување на предлогот како и ценење на приложените факти и докази донесе решение со кое предлогот за определување мерка притвор против обвинетите СМ, ГГ, НТЈ и НБ се одбива како неоснован. По повод предлогот по службена должност им се определуваат мерки за предпазливост. СМ, ГГ и НН имаат обврска еднаш неделно да се јавуваат на надлежно службено лице во судот. Привремено им се одзема патната исправа и имаат забрана за издавање нова патна исправа, информира Основниот суд Скопје 1. Обвинетиот НБ исто така има обврска еднаш неделно да се јавува на надлежно службено лице во судот, а изречена му е и мерка за привремено одземање патна исправа и службена патна исправа и забрана за издавање нови. Обвинетиот ТЈ пак ќе има обврска еднаш неделно да се јавува на надлежно службено лице во судот. Се уважува предлогот за определување мерки за предпазливост на ЕДЖ, кој еднаш неделно треба да се јавува кај надлежно службено лице во судот и привремено му се одзема патната исправа и забрана за издавање нова. Против овие решенија странките имаат рок за жалба од 3 дена до апелацискиот суд. Во однос на вториот предлог кој до судот беше доставен во петокот, откако одлуката ќе биде писмено изработена и доставени до странките, јавноста ќе биде известена во текот на утрешниот ден, наведуваат во соопштението од Основниот суд Скопје 1. ВМРО ДПМН денеска го оквалификува специјалното јавно обвинителство како канцеларија на СДСМ со чадна завеса за покривање на, како што стои во партиското соопштение, неспособноста на владата и за штетните одлуки и договори на државата. СЈО ја има задачата секогаш кога ќе биде актуелен договорот со Бугарија со кој СДС прифаќа заедничка историја и менување на историските факти, тема да не биде тој договор, туку самото СЈО. Секогаш наместо за платформа штетни продажби и криминални сделки да се зборува за СЈО која ја игра нарачаната роља, соопштува ВМРО ДПМН. СЈО смета ВМРО ДПМН има задача да води цел политички процес со единствена намера – елиминација на ВМРО за слабење на државата. Нашиот греф е што цели 11 години бевме на браникот на одбраната на државните и на националните интереси на Македонија, што одолеавме на многу притисоци и закани поврзани со името на државата, името на нацијата и јазикот, со идентитетот на македонскиот народ, што одолеавме на неприфаќање потпишување разни штетни за нашата нација договори или пак спроведување платформи на туѓи држави.
што се боревме за унитарноста на нашата држава, што се боревме да ја задржиме државата како што ја сака народот, а не како некои други што ја посакуваат и што некој друг прифатил поинаку, па не знае како тоа да го изведе при силна и цврста ВМРО ДПМН со над 170.000 членови и 455.000 гласачи, се вели во партиското соопштение. Председателот на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН од Струмица и пратеник во Македонското собрание Ванко Верманчев денеска на пресконференција го прозва досегашниот градоначалник Зоран Заев за нереализирани проекти поврзани со пазарното организирање на градот. Почитувани струмичани, на изборите во 2013 година најголемиот дел од вас му ја дадоа поддршката на Зоран Заев за негов трет мандат за градоначалник на Струмица, зашто ветуваше многу, но ништо не исполни. Тој и самиот не знае што се има ветено, па да го подсетиме и него и на сите струмичани, само еден дел од неговите празни ветувања. За во првите 2 години од неговиот мандат вети изградба на нов мултифункционален пазар, страна 21 од неговата програма, сместен во близина на поранешната касарна, опремен на површина од 15.000 метри квадратни со повеќе наменска функција. Но ние, струмичани, и по 4 години не знаеме дека таков пазар постои. Вети покривање и модернизација на пазарот Чешел, и тоа од затворен тип, за да биде во модерни услови за продавање и купување. Но еве, позади нас е пазарот Чешел, кој е во центарот на градот и кој по секој пазарен ден личи на депонија и наместо модерен пазар добивме улици без тротоари. Во програмата Зоран Заев вети простор за цветен пазар на булевар Маршал Тито во близина на Тинекс со специализирани тезги за цвеќе, но и таков пазар по 4 години не постои. Напротив, полно диви трговци и неуредни тротоари. Ете колку Зоран Заев исполнува за Струмица, кого сам го нарекува најпосакуван македонски град за трговија и за бизнис. Климатските промени и услови ќе имаат влијание врз земјоделството и производството на храна. Колку промената на овие фактори ќе влијае врз земјоделството зависи од локалитетот каде се наоѓа, видот на културата и фазата во која се наоѓа, велат агрономите. Климатските промени се еден од најголемите предизвици со кои се соочуваат земјоделците. Колку промената на климатските услови влијаат врз земјоделските производи зависи од локалитетот кај се наоѓа, видот на културата или во фазата во кој се наоѓа, вели агрономот Спасо Јанев. Тој вели дека и најосетливите овошни култури и во најосетливата фаза на -2 степени Целзиусови не покажале никаква осетливост и дека не измрзнале оваа година. Тоа зависи од локалитетот кај се наоѓа, потоа од видот на културата, во фазата во која се наоѓа, минусните температури до кои достигнуваат. Ние тестираните производи за климатските стресови, кај овошните култури, најосетливите овошни култури во најосетливата фаза на -2,8 степени Целзиусови не покажува никаква осетливост кон тие ниски температури, не измрзна, напротив, оплодувањето беше изобилно и имаат високи и квалитетни приноси, што може да се види од искажувањето на самите овоштари. Влијанието на покачената температура врз приносите на земјоделските култури само по себе не мора да биде негативно, но треба да се има во предвид дека покачената температура силно влијае врз покачувањето на испарувањето на водата и зголемување на потребата на земјоделските култури за вода. Остануваме на тема земјоделство. Во овој период од годината, покрај временските услови, опасност за земјоделските површини представуваат и штетниците. Историски гледано, земјоделците во Пелагонискиот регион неколку пати досега се соочувале со големи проблеми предизвикани од штетниците. Материјалот го подготвија нашите колеги и соработници од телевизијата ХДВ од Битола.
Не само временските услови, туку и штетниците во овој период од годината се многу опасни за земјоделските површини. При тоа истите можат да го намалат приносот за 30 до 40%. Земјоделците, иако ја пратат состојбата со нивните површини во секој момент, треба да преземат мерки за заштита на родот, се со цел приносот да биде максимален. Појавата на штетници е најопасна за пченицата и пченката, велат надлежните. Земјоделците покрај штетниците кои можат да ги нападнат насадите кај овоштарството и кај граѓанските култури, тука се и болестите. Ете ќе напомениме неколку штетници кои се актуелни кај јаболкото и покрај тоа што од мразевите е доста оштетен, плодот мора да се заштитат самите растенија за да имат да функционираат идната година самите растенија. Историски гледано, земјоделците од Пелагонискиот регион на неколку пати се соочувале со големи проблеми предизвикани од неколку видови на штетници. Во зависност од годината, различни болести, различни инсекти добиваат на поголемо значење. Заштитарите и ние како советници му даваме советни на земјоделците така да не претрпуваат големи штети. Секој земјоделец кој што ја работи работата озбилно, мислам дека ќе преземи активности за да нема штети на нивните насади и посеви. Доколку забележат појава на штетници, земјоделците можат да се обратат во Агенцијата за поттикнување на развојот во земјоделството, каде имаат прилика да добијат стручни совети како да се соочат со тој проблем. Недостигот медицински персонал е проблемот со кој се соочува Радовишкиот здравствен дом, а причините за тоа се многобројни, вели директорот Ванчо Ристов. Потребата од персонал е најголема во летниот период, кога и бројот на пациенти се зголемува. Недостигот од медицински персонал во Радовишкиот здравствен дом представува голем проблем, истакна Ванчо Ристов, директорот на оваа установа. Според него, причините за овој проблем се многобројни, а потребата за лекари, особено во летниот период, кога се повеќе се зголемува бројот на пациентите, е голема. Недостатокот на кадар го буриме од многу причини. Меѓу другото, докторите се одат поради тоа што не се доволно платени и така како постои расчекор меѓу приватното и јавното здравство. И оној кадар што се произведува и тој напушта нашата земја. Според Ристов, недостигот од лекари на итната помош доведува до потребата приватните матични лекари да дежураат преку викенд. Здравствениот дом има потреба и од специјалисти и моментално имаат испратено 2 лекари на офталмологија и педиатрија, но како што вели, овој процес е долгорочен. Што значи дека во овој летниот период, во овие топлотни бранови, и така бројот на пациентите е зголем, преку викендите матичните лекари не дежураат, што значи и така го бурим и посебно тоа со недостаток на кадар, недостаток на лекари. Во однос на специјалистичкиот кадар засега имаме сме на задоволително ниво, но бидејќи специализациите се продолжени за 6 години, ние пративме 20 доктори на специализација, еден на офталмологија, еден на педиатрија, но процесот на произведување на еден специјалист е долгорочен. Недостигот од специјалисти се надоместува со така наречено ротирачко дежурство, кога различни специјалисти од клиничката болница од Штип и општата болница од Струмица доаѓаат во Радовишкиот здравствен дом, вели Ристов. Паника завладеа меѓу охриѓани откако по утринскиот послаб земјотрес нешто пред 12 часот попладне во Охрид го погоди посилен земјотрес со магнитуда од 4 степени според Рихтер. Се наоѓаме на Димитар Лаков 67, една од најстарите куќи во градов, изградена на 1937 година на 1 јули. Бас вчера имавме 90 години градена куќава. Имаме оштетување некои мали. Пријавивме во Центарот за кризи, како ќе биде, не знам. До сега, значи, ова куќа издржала многу работи. Ево, денеска имаме прв пат после 90 години оштетување. Се оплашивме многу. Вистина, ми се секоја нозеве кога бев дома, почна да се треси цела куќа. Се отвори дупки дома.
Лошо беше. Веќе надвор бев, меѓутоа се осети доста вознемирувачко во секој случај. Да не се повтори. Земјотреса овие имаше една недела земјотреси многу. Но овој земјотрес беше како најак. Долгометражниот игран филм Златната петорка, кој пред 9 месеци премиерно беше представен пред македонската јавност до крајот на годината, ќе може да биде следен и на малите екрани во вид на ТВ серија. Македонскиот игран филм Златна петорка во режија на Горан Тренчовски, кој по 9 месеци по официјалната промоција се уште е актуелен во јавноста и на фестивалите широм светот. Гледачите наскоро ќе имаат можност да ја гледат и на малите екрани како 5 епизодна телевизиска серија која премиерно ќе се емитува на македонската телевизија. Повака, во план е 5 епизодна телевизиска серија која што е готова, верувам дека до крајот на оваа година ќе се емитува премиерно на македонската телевизија, која што беше копродуцент на филмот. Освен тоа, до крајот на оваа година Тренчовски информира дека ќе бидат прикажани и дел од неемитуваните материјали од снимањето на Златна петорка. Понатаму прикажуваме исто така дел од овие не емитувани материјали, додека се снимаше филмот, тоа ни го барат практично и светските фестивали, ќе биде тоа ставено, верувам, на едно DVD издание или на Blu-ray, кој што исто така некаде кон крајот на годината ќе биде издадено како публикација во соработка со меѓународен дистрибутер кој што верувам дека за една огромна територија ќе ги добие правата за прикажување. И со тоа ќе добиеме поголема гледаност и во други држави и на други континенти. Инаку планирана е уште една проекција на филмот Златна петорка во Струмица на 13 август, денот кога се убиене 5 струмички студенти. Следуваат минутите резервирани за вестите од светот. Полицијата на Литл Рок, главниот град на американската сојузна држава Арканзас, соопшти дека во покањето од огнено оружје во ноќниот клуб се ранети 25, а уште 3 лица се повредени, пренесуваат американските медиуми. Се очекува сите да преживеат, наведува полицијата во соопштение. Полицијата преку Твитер претходно наведе дека покањето се случило рано утринава, по локално време во ноќниот клуб Power Lunch, покавга која избила во текот на концертот што се одржувал таму. Полицијата наведува дека не верува дека станува збор за активен напаѓач, нити за инцидент поврзан со тероризмот. Сопственикот на ноќниот клуб, Дерил Ренкин, на интернет постирал видеоснимка од преполниот простор во кој настапувал раперот Fines Two Times, каде покањето почнало кога музичарот направил пауза и за 11 секунди биле испукани 24 куршуми. Некои од жртвите се повредени кога публиката почнала да бега заради покањето и газела се пред себе. Келијата на Ал-Каеда во Мали објави видеоснимка со 6 инострански заложници. Австралиецот Артур Кенет Елиот, 82 години, французинката Софи Пенетрон, јужноафриканецот Стивен Мекгуан, романецот Јулијан Гергут, грабнат во април 2015 година во Буркина Фасо. Швајцарската мисионерка Беатрис Стокли, грабната во јануари 2016 година од групата Ал-Каеда во Исламски Магреб, и колумбијката Глорија Нарва Саргот, грабната во февруари 2017 година во Мали. Овие податоци ги изнесе американскиот сайт специјализиран за наблюдување на џихадистичките и терористичките групи. Хирургот Артур Кенет Елиот и неговата сопруга Джослин Елиот беа киднапирани во Буркина Фасо во јануари 2015-та. Джонсон Елиот беше ослободен во февруари 2016-та. Францускиот претседател Макрон ноќеска пристигна во Мали за да ја поддржи борбата на земјите од групата Г5 Сахел, Мавританија, Мали, Нигер, Буркина Фасо и Чад против џихадистичките групи. Британскиот премиер Тереза Меј е подложена на силен притисок од своите министри да ја прекине владината политика на штедење во време кога најновото социолошко истражување покажува пат на нејзината популарност, јави списанието Обсервер цитиран од британските медиуми. Според весникот, министерот за здравство Джереми Хант инсистирал владата да го укине лимитот за зголемување на платите во јавниот сектор за медицинските сестри, а министерот за образование Џастин Грининг побарала повеќе пари за училиштата.
Рейтингот на МЕИ сега е негативен, минус 20% поени, наспроти позитивниот рейтинг од 21 поен во април, покажа новото истражување на Opinium за Observer. Катар е под закана од нови санкции од арапските држави кои ги прекинаа дипломатските односи со оваа земја од Персискиот залив, обвинувајќи ја дека го поддржува тероризмот, пренесува ДПА, повикувајќи се на телевизијата Ал Арабија. Саудиска Арабија, Обединетите арапски емирати, Бахрейн и Египет му дадоа рок на Катар до вечер да ги исполни нивните барања за надминување на спорот. Четирите земји го проучуваат списокот со можни санкции против Катар откако тој ги отфрли нивните барања, што вклучуваат намалување на нивото на односи со Иран, прекид на поддршката за исламистичките групи и затворање на телевизијата Ал Джезеира. Катарскиот шеф на дипломатијата Мохамед Бил Абдул Рахман Ал Тани синоќа во Рим изјави дека барањата го нарушуваат суверенитетот на неговата земја, но повика за диалог. И пред да се одјавиме уште една информација, поминувајќи над 100 километри на Гемија и на Чамец, денеска во Гевгелија пристигнаа учесниците од 19-та вардарска регата Гемиџи. Со оглед на поволните временски услови, и оваа регата беше успешно реализирана од страна на 30 на Гемиџи. По 4 дена пловење по Вардар успешно и безбедно пристигнаа на целта учесниците на 19-та, односно 7-та возобновена вардарска регата Гемиџи. Временските услови беа поволни освен ветрот и под мостот на реката Вардар во Гевгелија, точно напладне стаса над 30 на Гемиџи со 4 гумени чамци и една дрвена гемија. Најголем проблем ми беше ветрот, меѓутоа добро поминаме и по техничкиот, сами по чамците и по луѓето. Немавме никакви повреди. Морам да ја похвалам, меѓу нас имаше едно девојче кој се охрабри оваа година. Дојде од Прилепје, од извиднички камп и ја користам оваа прилика, значи сите за понатак да се охрабрат и да дојдат на оваа регата, бидејќи е стварно возбудлива. И има што да се види, што да се научи покрај историјата, покрај другото и лугорувањето и спортувањето и сите тие работи. Значи сите компоненти се на едно место. Првата ден лугорувавме во Криволак во кампот, втората ден бевме во Демиркапија, третата ден бевме во Маравенцеве, денеска стасуваме во Гевгелија, четврти ден. Организатор на вардарската регата е општина Велес, која години наназад успешно остварува соработка со општина Гевгелија за реализација и негување на овој традиционален настан. Сакам да ги поздравам сите учесници во регатата, затоа што 4 дена на 40 на степени и кусур, на ова време да бидеш во гемијата не е лесно. Го издржа, плюс неколку дена им дуваше јужен ветер за контра, за да но сепак стасаа живи и здрави, што е најважно, сите безбедни во Гевгелија. Во името на градоначалникот ги поздравуваме сите учесници, им благодариме за ваквиот успех и ваквата пожртвованост што ја прават, да го одбележат патот на македонците, на борците, на трговците. Оваа година е веќе по 7-ми пат го реализираат сето ова многу успешно. Нека им е со среќа и друг пат да продолжат поголем број. Благодариме и на учесниците од другите градови, тука се и Битола и Прилеп. За оваа година има и едно девојче што е за поздравување, дека жените можат и на вакви места да се видат. Луѓето кои беа дел од годинешната вардарска регата беа пречекани и поздравени и од гевгелиските домаќини. Па ние како домаќини општина Гевгелија секоја година ги пречекуваме луѓето кои што се дел од оваа вардарска регата, кои што се за поздравување и нивната активност за тоа што они ја одбележуваат саможртвата на гемиџиите која што ја направија за независноста на Македонија пред 114 години. Организаторите истакнаа дека поради несогласување со градоначалникот на Солун околу некои барања, за жал и оваа година не можеше да се исполни дамнешната желба вардарската регата Гемиџи наместо до Гевгелија да продолжи низводно Вардар па се до Солун. Поштовани, тоа беше последната информација за ова издание на Дневникот. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Пријатно!